Петочно издание на вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Зрновци иницира постапка за обезбедување логопедска поддршка за децата во предшколско и основно образование. Таквата ситуација беше констатирана на 43-та седница на Општинскиот совет. Локалната самоуправа на Зрновци иницира постапка за обезбедување логопедска поддршка за децата на предшколска возраст и за учениците во основното образование, со оглед што во образовните институции во општината нема логопед. Стручните служби во детската градинка и во основното училиште во Зрновци констатирале зголемена потреба од стручно лице кое ќе им помага на дечињата за правилно изговарање на одредени гласови и надминување на пречки при изборувањето. Поради тоа доставиле барање до општината како основач на институциите да преземе соодветни мерки. Ние, како општина, имаме две можности. Доколку најдеме пензиониран логопед или логопед кој што е вработен во друга институција, да се нафане да после работа врши работни действија во училиштето и во градинката и би склучиле со него договор за работа преку Агенција за авторски права. Или доколку се најде лице кое што не е вработено, а е логопед, би го ангажирале преку Агенција за вработување. Привремено. Значи, Агенција за привремено вработување, а за потребите на општината, исто локалната самоуправа ќе склучи договори и со детската градинка, и со основното училиште за ангажирање на потребниот број на сати, часови за работа со тие дечи. Приоритет во ангажирањето на логопедот треба да имаат дечињата во детската градинка, за да може на што помала возраст да се работи со нив и да се отстранат пречките во говорот. На последната седница на Советот на општината, градоначалникот Коцев истакна дека во текот на октомври ќе се преземат соодветни мерки за да се обезбеди стручната поддршка. Начинот на кој тоа ќе се спроведе ќе зависи дали ќе се најде невработен логопед или ќе се ангажира некој кој што веќе е вработен, а во Зрновци би доаѓал после редовното работно време. Доцни набавката на возилото за собирање и транспорт на комунален отпад во општина Виница поради поднесена жалба од учесник во постапката. Градоначалникот Миле Петков очекува дека набавката ќе се реализира до крајот на оваа календарска година. Општина Виница се уште не ја реализирала постапката за набавка на ново товарно возило за собирање и транспорт на комуналниот отпад. Причина за тоа е што на јавниот повик, кој беше објавен кон крајот на јули, единствениот понудувач што се јавил понудил цени и услови за извршување на договорот за набавка што биле повисоки од определената сума од околу 70.000 евра. Поради тоа, општината ја повтори постапката за набавка на возилото. При тоа ја определи истата сума од близу 4 милиони денари како и во претходниот јавен повик. Средствата беа обезбедени во рамки на активностите што заеднички се реализираа во втората фаза на проектот за јакнување на општинските совети, а во рамки на програмата за развој на Обединетите нации UNDP, швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа. На последната седница на Советот на општината, градоначалникот Миле Петков, одговарајќи на советничко прашање, рече дека набавката ќе доцни поради поднесена жалба од една од двете фирми кои доставиле понуди. Мораше да се повтори се постапката. Јавија се две фирми со пониски цени од првата објава. Избра се фирма најниската нормално и сега има жалба од втората фирма. И течат роковите за жалба. Сега одговор на жалба дадена од наша страна, дадена од другата фирма, па чека се комисијата од Бирото за јавни набавки да се произнесе по жалбата, да се произнесе дали ќе биде прифатена или не. Ако биде отфрлена, значи ќе биде изберна првата фирма. Ако биде прифатена жалбата, значи ќе биде изберна другата. Така да очекуваме наскоро да биде тоа. Петков нагласи дека очекува набавката да се реализира најдоцна до крајот на оваа година. При тоа, во понудата од техничката спецификација се бараше комуналното возило да има капацитет од 7 кубни метри отпад, да располага со соодветна опрема за автоматско подигање на пластични канти, како и на метални контейнери со зафатнина од 1100 литри. Се бараше во кабината покрај возачот да има простор за уште двајца помошни работници.
а дизел моторот на возилото да ги задоволува Евро 6 еколошките стандарди. При тоа, понудувачот требаше да обезбеди гарантен рок од најмалку 3 години или поминати 200.000 километри на возилото, како и резервни делови и обука за работниците што ќе бидат ангажирани. Сабота и недела ќе има времена измена на сообраќајот во Кочани и Оризари поради одржувањето на настаните од манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз 2024. На терен ќе бидат полициските службеници од Оделението за внатрешни работи Кочани. В сабота во периодот од 11 до 13 часот за сообраќај ќе биде затворена улицата Маршал Тито во Кочани, од градскиот плоштад до паркот на Револуцијата, поради одржувањето на празничното дефиле на ансамбли, институции и здруженија во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз 2024. Сообраќајот за моторните возила ќе биде пренасочуван по другите улици. В недела пак, поради реализацијата на настанот традиционално зажнијување и вршидба на Ориз, во периодот од 10 до 11 часот, за сообраќај ќе биде затворен влезот од правецот Виница кон Кочани. Истиот ден, од 10 до 13 часот, додека трае културно-забавната програма во Оризари, сообраќајот нема да се одвива и по улицата 1 мај. Активностите за измена на сообраќајниот режим ќе ги спроведуваат полициските службеници од Оделението за внатрешни работи Кочани. Во салонот 1 при Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата на прилепчанецот Маријан Стојановски. Представени се околу 10 скулптури, а граѓаните ќе може да ги погледнат во наредните 2 недели. Во Центарот за култура Бели Мугри во четвртокот вечерта беше отворена изложбата Панта Реј од прилепскиот уметник Маријан Стојановски. Во салонот 1 представени се 10 скулптури, што заинтересираните граѓани може да ги погледнат во наредните 2 недели. Скулптурите се со современ призвук што наликуваат на патот кон иднината и кон непознатото, беше речено на отворањето. Идејниот израз на авторот е отворен, визуелно во метал, а делата поседуваат динамизам, тие се со асоцијативно ротирачки формации кои представуваат рефлексија од едно друго време, од безвременоста и од Вселената. Кругот, неговата моќ и неговото символистичко сваќање раскажуваат за Панта Реј. Феникс, повторно раѓање, издигнување од пепелта е наративната порака што ја носи изложбата. Околу изложбата можам да кажам дека е ова трето представување во Република Македонија. Значи, скулптурите се работени во изминатите 3 години, како што напоменав, значи ова е само дел од целиот проект Панта Реј. Пред 3 години иста поставка беше во центарот, во Македонскиот културен центар во Софија, представена, после тоа во град Неготино, па во Скопје и сега наред конечно дојде, стварно на моје лично задоволство, и во Кочани. Можам да кажам дека за прв пат во Кочани, организацијата е одлична, домаќините се на ниво, така да само позитивни работи сега за сега. Авторот Маријан Стојановски учествувал на над 50 на групни изложби во земјава и странство, а реализирал и многу самостојни изложби во државата. Учесник и на повеќе ликовни колонии во Македонија, а организатор и на ликовната колонија Дрен во склоп на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Проектот е дел од годишната програма на културната установа и е со целосна финансиска поддршка од Министерството за култура. Уште една информација пред крајот на вестите. В сабота и недела продолжуваат надпреварите од втората и третата македонска фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово ќе бидат домаќини на Борец, Виничка Слога ќе игра дуел со Брегалница во Делчево, а екипата на Светлост од Зрновци ќе гостува во Струмица против Тиверија. Викендов продолжуваат надпреварите во второлигашкото и третолигашкото фудбалско првенство, во кое и учествуваат и екипите од регионот. Во втората лига на програмата е шестото коло, во кое Осогово ќе биде домакин на надпреварот со Борец од Велес. По убедливиот пораз од Детонит Плачковица, што жолтосините го претрпеа на домашен терен во сеостанатото четврто коло,
Овој надпревар ќе биде од голема важност да се обезбеди победа и конечно да се освојат првите 3 бода како домакини. Друг избор, освен максимален учинок, домашните фудбалери и немаат, затоа што со секој поинаков резултат ќе се зацврстат на позицијата на дното и ќе се доведат во слична ситуација како од минатогодишното првенство, кога одвај обезбедија опстанок во лигата. Средбата меѓу Осогово и Борец ќе се игра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 14 часот. Во првенството на третата фудбалска лига Исток ќе се игра редовното трето коло. Виничка Слога ќе гостува во Делчево против тимот на Брегалница и ќе се обиде да ја продолжи добрата игра од првите 2 кола, во кои ги освои максималните 6 бода и со подобра гол разлика се наоѓа на врвот пред конкурентите Овчеполе и Хоризонт. Делчевчани пак во првото коло победија на гостувањето во Струмица против Тиверија, а во второто загубија токму од Хоризонт, па на средбата со Слога како домакини ги очекува тешка задача. И вториот третолигаш од регионот, Светлост од Зрновци, во ова коло ќе гостува. За противник во Струмица ќе ја има домашната Тиверија. Се очекува неизвесен надпревар од кој и двете екипи се надеваат на поволен резултат. Гостите се во нешто поповолна позиција, бидејќи веќе имаат 1 бод и се во средината на табелата, додека пак Струмичани во првите 2 кола имаат 2 пораза и се последно пласирани. Средбите од третата фудбалска лига Исток ќе се играат в недела со почеток од 14 часот. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8, а за време на викендот следете на нашата официјална веб страница kanal8.mk, како и на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Довидување.